Да, точно 10 часот, по кратката пауза се враќаме во студиото. Направивме убави разговори овде со нашите гости, не толку формални, но и се подготвивме и за овој дел кој што ни предстои. Многу прашања остана неодговорени, па верувам дека ќе го задржиме вашето внимание, ќе останете со нас до 11 часот. Но за сите вие кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5, ово утро во студиото се Валентин Манасиевски, кој што е портпарол на ВМРО-ДПМН, Аделина Ибраими, која што е едукатор за трајна шминка, и Вера Божиновска, која што е пејачка, но се уште не ја слушнавме како пее. Речете како овој дел, сега после кафе, водичка, имавме простор за реклами, за малку неформално дружење, мислам дека доволно време да се опуштиш, но не веднаш, не грижи се. Ќе продолжиме. Некако имам чувство дека на Аделина можеби најмалку време и посветивме, но навистина се важни темите и сакаме се да раскажеме. Можеме ли да споделиме со гледачите некое убаво позитивно искуство на жена која што дошла кај вас на трајна шминка и се заминала пресрекна? Тоа секој ден имаме такви искуства, искрено. Се надевам немате овој скромна. Да, па убаво да се каже тоа дека луѓето доаѓаат. Затоа сум стварно горда и ми е чест поинаку ќе те знаевме поинаку дека не треба да дојдеш затоа што таму се прави лоша шминка. Не, сериозно, какви се третмани нудите и кој можеби им е омилен на жените? Па генерално најбарани третмани се трајно исцртување на веѓи, сега се доста популарни и трајно исцртување на очни капаци, исто така и на усните. Но имаме и други очни капаци. Да, имаме ајлајнер. Аха, туш. Туш. Добро. Не сум знаела за ова, добро. Имаме и тој третман, да. Исто така и тие изгледаат онака баш убаво и природно. Сега зависи нормално желбите на клиентите и секако од тоа што очекуваат да постигнат. Сите тие третмани после тоа имаат и освежувања и после тоа се прават и корекции и сето тоа. Така да генерално најбаран третман моментално се веѓите. И мислам дека тоа уште од како почнав, па се до денес се најбарани третмани и мислам дека и ќе останат најбарани, но во нашата клиника имаме исто така и други третмани што ги работиме. Слободно споделуваме. Имаме лазерска епилација, имаме третмани за обликување на тело, на лице, исто така имаме и други процедури што ги работиме. Така да може да истражат нашите гледачи и да видат се на нашите социјални мрежи. Колку видови на, ете ви кога ги спомнавме вегите како е најбаран третман кој што сака да се направи, колку видови, да речеме, исцртување на веги има? Моментално се работат 4 вида на третмани, а за исцртување на веги како техники, да. Тоа се најнови техники. Едната ја работам само јас во Македонија моментално, тоа е hair stroke техниката. Тоа се работи малку поразлично, повеќе за некого што сака онака баш ултраприроден изглед и не сака нешто да се приметува дека е работено, но исто така тие техники ги комбинираме. Така да постои многу различни техники, во смисла кога ќе ги видиме мислиме дека се различни, а всушност е само комбинација на неколку од тие техники. Да, те загледам во вигите да не ме сметиш погрешно, гледам која техника тие имаш, ама немам појма, ама баш се ултра природни како велиш. Моите се микроблейдинг, значи јапонско исцртување како што е доста популарно кај нас. Традиционално. Традиционално, да, и мислам дека тој третман е најбаран кај нас, иако во Балканот са пудер веги доста се работат и во странство. Што значи тоа пудер веги? Пудер веги значи дека се сосема исенчени вегите, онака изгледаат, да, како пополнети со моливче, но кај нас уште има некако недоумици дали да го изработат тој третман или да изработат со влакненца. Секогаш им препорачуваме да дојдат на консултација затоа што не секој е идеален кандидат за било од која тие техники, така да најубаво е кога ќе направиме детална консултација и преглед. Да, веројатно едукацијата е она што ни недостасува во целото тоа, бидејќи јас кога се консултирав нели за моите веги, ме кажа дека можеби најдобра комбинација од тие двете. И јас тоа второто првпат го слушнав, велам нема шанси, ама не, чекај, и кога ќе ти објаснам тогава, нели кога знаеш што ќе ти се прави на лицето, малку страшно звучи, нели трајна шминка, дека тоа никогаш не може да се извади ако се сгреши, нели тоа е тоа. Но затоа секој пат треба да знаеме каде одиме и каде ги правиме сите тие третмани. За жал се повеќе ќе кажам лица кои што се необучени за тоа го прават истото, па на кој начин може сите ние да процениме дали тој што ќе нацрта е соодветен? Да, е сертифициран и е обучен за таа работа. Искрено тоа е тешко прашање и јас со тоа се борам више 6-та година. Со нелојална конкуренција. Искрено сите знаат дека имам учествувано на доста меѓународни надпревари, имам представувано Македонија на различни надпревари, имам освојувано и места и сето тоа.
секој може да провери тие информации дали некој е соодветен, затоа што најбитно е да си сертифициран за таа област. Но не може само со една едукација да работиш тој третман, затоа што реално имаме различни клиенти и никогаш не изгледаат видите исто. Дали се регистрирани во Занечистиката комора? Доста од тие мислам што ги работат овие третмани не се, затоа што само се регистрираат како салони за убавина и тоа. Иначе постојат доста, затоа што например јас каде што работам во нашата академија, тоа е светска академија и таму има се може да се провери, тоа е светска мапа каде што секому може да се види кое ниво има на едукација и која титула ја носи. Моментално јас имам најголемата титула во нашата академија, каде што сум мастер едукатор за истава техника, што значи дека имаме и едукации. Да, тоа сега сакам да кажам. Така да може секој кој што е заинтересиран за некој од овие третмани да научи. Да научи, да. Фала ти многу, Аделина. Време за музика. Мислам, секој пат е време за музика, не се разбереме погрешно, меѓутоа сега во 10 часот и 6 минути таман време. Да, идем така малце. Добро, кад пееме на песна која што најпрви Сонја настапува се направила в соло во основно, после тоа ја пеев на Патронат и некако ми стана химна, така ми речи go to автоматски вера знаеш песна, знам песна, почнуваме. Можеме. Врати ми го сонцето од Александра Јанич. Номера. Чекај Верче, ние да се спремеме за снимање, те молам социјалните мрежи да биде забележано се тоа. Може. Не. Не. 3, 2, 1. Сега може, извини. Чувај ме, кога денот ќе ме свие, пази ме, кога мракот ќе ме сокрие, тоа го барав, со тебе го најдов, единствено ми беше сонце. Но сонце ти ми скри, кажи небо, мое сино, кажи ми, каде сонце ми се скрило, зад кои врвови, во кое море, но сега негде оттаму ми праќа само зрак. Не враќај спомени, солзи исплакани, не враќај ги ноките, долги неспиени, не враќај ја надежта, болка во срцето, едно ти врати ми го сонцето. Да не те мачиме, доволно е, фала ти многу. Навистина не очекував ваков избор, одамна не сме слушнала оваа песна од Александра Јанева. Добар музички избор и верувам дека и плейлистата ти е доста интересна. Да, Валентин, каква музика слушаат политичарите или можеби ти? Па буквално секаков вид на музика слушам. Често сте во кафеани. Мислам, не ти перстирам, зборувам за генерално. Можеби. Буквално слушам секаков вид на музика, освен како се вика она hard metal, heavy metal, освен тоа не. Тоа е Друго слушам све, од народно, забавно, поп, странско, наше, буквално секаков вид на музика. Така да имаш ли нека омилена песна? Па и класика, да. Многу ретко, ама некогаш знам да слушам и тоа. Замисли се спремаш за прес со класика. Можем да го замислам, тоа зашто да не може, не сум пробал, ќе можно и да. Да, смирувачки така малце делува. Да, добро, со оглед на тоа дека нас пресовите баш и не се многу смирувачки, ќе heavy metal. Може би за отпуск, прво ќе треба вака нешто со адреналин за да те држи, па после ќе треба. Да, го рече да почнам да слушам heavy metal, може ќе ми дојде некоја инспирација, ама буквално секако вид на музика слушам, не ми пречи освен тоа, друго навистина ми е. Се можам да слушам. Само извини, добро, супер. Имаме едно барање од режија да испееш некој рефрен. Не. Како може човек да си прашам почитувани колеги, човекот не сака да пее така да тоа е тоа. Не, сакам да не ми е милозвучен гласот. Ама дури музичка желба, ама ајде, добро. Дали имаш некој милен македонски артист?
Сега немојте молам политички коректно да не се налута другите, не знам што. Не, нема да се налути никој, Тоше Проески. Тоше Проески, да. Јас нерелативно бев млад многу кога за жал тој почина, меѓутоа неговите песни и ден денес знам да ги слушам. Тоше Проески ти оставила на некој најголем впечаток. Со него растев, јас дури како мал понекогаш имав дедо ми доста ме снимаше со ние камери од времето, имаш нели касети VHS. Да. И ми ме и снимано и како го глумам, настапувам како него, така да Тоше Проески. Број 1, да, дефинитивно. Не би одел број 2, број 3, Тоше број. Добро, Тоше Проески и разбирливо, апсолутно, многу мина се согласуваме. Аделина, на рекламите не знам ли да не ја прашуваме за незината плейлиста и некој така кога ќе прашам, мене прво тоа ми текнува да те прашам. Така не, шална на страна, кажа дека слушаш навистина најразлична музика, сите ние слушаме, верувам. Но можеби имаш некој омилен ти македонски артист, колку имаш време и желба да слушаш македонска музика? Па јас се слушам, така да секој што ме знае дека се слушам. Исто јас ќе кажам дека Тоше Проески, иако немам пораснато со неговите музики, затоа што ја бев доста малечка кога почина, ама и ден денес ги слушам. Значи тоа не се омилени песни. Еве Вера ќе ни каже кој од македонските артисти можеби сакаш да застане со тебе на иста сцена, односно ти со него? Искрено, на прв на листата ми е Роберт Билбилов, како продуцент, како пејач. Многу би било чест да настапувам со него. Друго исто така Дупер. Ми се допаѓа енергијата, која што ја шират, многу се позитивни, многу се добри. Каролина Гочева, како да речем една муза за женските пејачи. И така, мислам дека тоа би била мојата скромна листа. Па добро, јас реков сега ќе мислиш, она веќе знае. Значи само првава песна да се сними, да тргне работата. Така, тоа почне. Мислам дека веќе е тргнато со тоа што сум тука, мислам веќе отпочнувам, но првата песна би било баш одскочна даска и да видам каде се пронаѓам повеќе, пошто повеќе пеам забавно. Таму се пронаѓа македонска поп, забавна музика, па ќе видим. Добро, но да ни раскажеш и од настапите и твојот ангажман во фолклорно друштво во Германија. Повторно таму задоволството е мое, затоа што се работи за фолклорно друштво како што би имало тука, нели игрорни и таму, со тоа што е многу потешко, позахтевно таму да се организираш, бидејќи нели заедницата е многу помала, па сега шијат сите униформи за настап, па си ги купуваат носи и се тоа, но се многу организирани и јас таму така на шашма им пишав здраво дечки, ми излезе на Facebook дали може да пеам со вас, јас сум пејачка и така тргна работата и мислам дека тоа беше почетокот на нешто, затоа што многу ми е мило кога ќе не слушнат во Германија како пеем и после ме прашуваат ви од каде сте, што носиш, до степен кај што почнав и делови од носија да носам кога одам на факултет или на кафе, например некој појас или некоја шамија или например овие обетки што се како парички. И некако да ме прашуваат, да ја објаснам нашата култура, со тоа што во јануари сега годинава многу нешто интересно се случи. Имавме повторно настап на 10 јануари, беше организиран од МПЦ во Германија за празниците и за Божик. И таму пеев и пеам исто така со еден дечко кој што беше во друг бенд. Јас испеав само неколку песни, но тој беше задолжен за музиката и имав некои обврски и си отидов веднаш после тоа, ниту се запознавме, ниту ништо. И сега се преселувам во Македонија јас февруари-март и баш пред мене пред куќа се прави фризерски салон и јас имам, мислам, да го договара вака немаше да испадне. И јас имам навика секој пат кога ќе видам работници така, да им понудам ако се блиску до мене кафе или чај, бидејќи според мене тоа е многу благородна работа и е нели физички захтевна. И влегувам викам дали сакате кафе или чај, тие ме гледат викат само што се расправи кој да го пуштиме по кафе, никој не кеше да оди, прави слободно. Пиеме ние кафе. Шопреш, како си јас сум во Германија, ние пеевме во Германија. Јас пеев во Германија во јануари, на 10 јануари, во Ерланген. И јас уствари не препознавам дека правам уобет со пејачот од групата, ама не се препознавам и јас не носам носија веќе, а тоа е по униформа за работа. И викам што? Се работи за Филип од Уникат бенд и за Ѓорги од Битолска конјаница и од тука ни почна дружбата. Со нив бев на Единденски денови, или тие си прават своите настапи, конјаницата, јас ги водев на станите, пеев неколку песни со нив, бев статист на нивните спотови што ги правеа за Единденските денови.
И ми сигурно сум кога ќе одам во Германија дека ќе направиме пак некоја комбинација таму. И што би рекла баба ми, мислам што ме гледа моментално, вика Вера, што поздрав до баба, што ти значи едно кафе ако понудиш, мислам. Да, немаше да знаеш дека пред куќа ти се луѓето. Него кога сме кај Битолска конјаница, дали се сеќаваш Уникат бенд, јас и ти бевме во емисија, колку пати ги спомнавме. Да. Заедно со Агустинот кој што ни беше така што немаме спас од Уникат бенд, ако не гледате, да ни пишете, ако не ние ќе ви пишеме да видиме кои се луѓето за кои што се работи, навистина доста често ги споменуваме во нашата емисија и многу луѓе сакаат да ги пофалат. Одиме сега со фотографиите кои што нашите гости многу внимателно ги одбра за вас. Ќе почнеме со Валентин како најсериозен гостин во ова друштво, но и како единствено машко, па да го испочитуваме. Да му дадеме предност. Да. Добро. Одлична слика. Политички коректна. Политички коректна и добро се прва. Ова е за последните локални избори. Имав чест да бидам дел од листата за советници за град Скопје. И ова е, еден, да речеме, плакат, јас кој што си го објавив на социјалните мрежи. Навистина, голема чест ми беше што бев дел со име и презиме таму и да можат граѓаните да директно да те гласаат и да ти дадат поддршка. Така да, ова е моје, би рекол, прво вака директно искуство со гласање, да има некој можност да те избере. Да. Баш интересно. Одиме со следната. Ова е од кампањата. Да, ова е буквално многу драга слика од кампањата, затоа што човекот што не сликаше, обично се местиме, да знаеме да ни фатат да ни направат добри кадри. Меѓутоа, ова е буквално случајно и навистина многу убав печаток ми остави сликава и така денес ми уште драга и ќе ме потсека на тие моменти во кампањата за локалните избори минатата година. Одлично. Ова е една од поубавите слики. Морам една... Формално, неформална. Да, овде ја донесов ќерка ми да... Неколку пати ја имам носено, меѓутоа прв пат да дојде со мене доле во пресалата, да ме гледа, да ме слуша. И потоа кога завршив со пресконференцијата, викам ајде тато да се сликаме, сакаш ли да застанеш, викам таму горе на говорницата да те фотографирам. Не, вика ајде тука, вика со македонското знаме, вика да ме сликаш и така. Тоа ми е една од вака подрагите. Па добро, така на ќерка да. Ете и тука бевме на еден настан во аеродром на авиончето, каде Таа ти најголем фан, верувам, поддржувач така, навивач. Па или критичар исто. Па критичар, ама мислам дека она не го сваќа, уште е мала, не го сваќа толку сериозно тоа. Другарчињата знаат нејзини вака кога ќе ме видат кога ја земам од градинка, те видов вика на телевизија тебе, ама валја дека она ми мене керка ме гледа секој ден и мислам дека не е така до толку ново, стандардно е така да не го доживува. Не го доживуваат тоа така, меѓутоа незината околина и другарчињата го доживуваат, па таа. Сигурно. Ова е фотографијата што бев дента кога ме назначија за портпарол. Да, ви благодарам. Драга слика. И ето така ќе ми остане во сеќавање. Браво за фотографот. Добро. Ова е од роден денот, тука бевме во делот на организацијата во Струмица, 36 години ВМРО ДПМ, еден навистина убав настан со многу голем број на поддржувачи. Малку сте постари од сега државноста која ќе прославуваме 35. Се се зголему овди се нагоре. Ова е од слика од свадбата на мојот пријател Сергеј Попов. Тука сум јас со мојата сопруга, нели? Танцуваме, мислам дека во... Ретка фотографија од политичари, не гледаме волку љубовни фотографии. Па јас не сум таков, обично си споделувам. Поздрав до сопругата, знам дека не гледа. Да. Не сум таков, споделувам се што може да се сподели, нели, во да, па не ништо за не споделување. Нема што да се крие, тука сме се гледа, така да. Да, така. Македонија е мала со два телефони, познаваме се за себе. Тука од мислам дека нова година нешто. Да, пошто има на глава венчето нова година. Тоа е тоа, мојата најголема поддршка, затоа ги искористив овие слики да ги пратам за одлични фотографии, од се по нешто. Да, од се по нешто, меѓутоа овие ми се така еден најубавите и најзначајните слики. Ма како не? Ова е моето прво
гостување од кога би рекол вака сум Јас јавно мислев во... нас не братија во студио да Ствари јас и Милена бевме тоа. Да, ова е Тука моето во друга улога беше. Да. апсолутно, меѓутоа првото би рекол официјално гостување на кое што ете јас имав можност да споделам дел од политиките, Така е. да зборам и за мене приватно, јавно и така ете една И драга тогаш имавме фотографија. убаво представување, Да, одлично. и ети тогаш сум бил само јас машко и ја повторно Да, и така тоа некако ти случај. се И во паѓа една паричка, прилика да. паѓа пак само јас машко. Значи те молам на синото гостување, фотографија од денешното гостување. Да. Обавезно, Значи, обавезно. Да ми има и мен. Апсолутно. Така е, децата. Сигурно, Маделина, имаш доста интересни фотографии ти, па да ги погледнаме. Има некои трансформации и нешто приватно од тебе. Да погледнаме. Од Аделина, почитувани колеги. А, еве, работно, професионално. Тука сум во Босна, работам демо презентација на студенти и беше многу интересно. Исто така моја студентка која што заврши кај мене едукација доби прво место. А, браво, браво. Значи каков ментор. Горд момент. е, Тука имаме една жена која што имаше рак и која што после неколку месеци од последната хемотерапија се одлучи да направи веги. Така. Така да немаме воопшто природни влакненца, тоа се све исцртани. Така, еве колку природно всушност. Да, со светлото не се гледа Да. баш најубаво. Добро, на екраните вака ние не го гледаме тука, Да, меѓутоа луѓето одлично. на малите екрани гледаат се. Тоа исто е една трансформација која што е баш на осетлива кожа. И баш се цртани вегите во насока на природните влакненца, каде што не се гледа воопшто премин измеѓу нејзините природни влакненца и цртаните. Одлично. И ова исто е една баш природна трансформација. Овие се некои слики што имам ставено од баш осетливи кожи за да можат да видат дека изгледа баш суптилно и природно. Да, многу убаво изгледа, наистина. Без некои претирани Перфектно изгледа. фала. Еве промени. вака се охрабруваш, Цица. Да. А и сите верувам дека вака, Ова знаеш, се- кога ќе се види како е направено тоа и вакво дека се охрабруваат во... Искрено да. Да. И да го посебно кога направат, ќе видат го некого во прифаќаат. живо, Да. тоа ми се, мислам, кај мене највише има термини што доаѓаат на препорака и тоа ми се онака баш горди подобар моменти. маркетинг, Да, затоа што кога ќе видиш дека некој друг видел и му се допаѓа тоа во живо, тоа е за мене уште подраг момент. Отколку кога ќе види на социјалните мрежи. И Да, искрено јас не постирам многу на социјалните мрежи, затоа што константно работам, а сум доста перфекционист, не постирам се на социјални мрежи. Ама и не ти доаѓаат клиентите од таму, што е уште Да, и не подобро сакаат што да бидат нели повеќето се слушаат постирани, меѓу себе. така да Добро, треба да се испочитува и нивната Не сакаат да желба. се знае дека им се цртани. Да. Тоа се слики со моите студенти. Тоа се некои баш почетни слики кога почнав да држам едукација. Имам студенти од секаде, не само од Македонија, Баш убаво. имам и од странство. Па што сум член на светска организација, тоа е едно по друго си доаѓа. Тоа се некои последни сега. И сите мои студенти сум горда дека 95% од нив сите работат, имаат основано свои салони Браво. или се Многу вработиле убаво да се некаде. слуша. Тука имам земено второ место, тука сум во Белград. Имам освоено второ место, каде што беа баш онака мали разлики измеѓу места и само за еден бод Исто како прво. позади од првото, Океј. значи беше прв пат во историјата тоа. Да. Ама сепак јас ја представував Македонија на Така. светско, дека првото место не можеше победничката да оди, така да бев јас. А, па добро. Мислам, жал ми е што не можела да оди, но Да. за другото не може. Искрено да. Исто тука имам освоено прво место. Таа е минатата година. Да, мислам дека за ова и направивме прилог, зборувавме пред ова е неколку минатата месеци. година и после на истото, оваа година освои моја студентка, исто така моја соработничка што работиме заедно, прво Браво. место. Оваа Сигурно година. радоста е многу поголема кога твој студент ќе освои прво Па место. искрено да, јас бев поемотивна Наместо кога ти. освои таа, него јас кога освоив. Така да ја поздравувам, Стига при сега ја нас, гледат да, и тие емисијата. Сосема друг левел е тоа. Браво. Тука бев јас во жирито, кога бев сега во Босна Те на молам да носиш представување на бои, ако техника. можам да забележам. Значи Да. црвенава преубаво ти Да, иначе јас се во црно сум, последниве са Добро, некои слики нема. се така во Добро. бои. Овде Тука баш бев и во супер изгледа. демо спикер и исто така и во жирито и беше одлично искуство. Ова е за мене многу горд момент. Значи сите само ова ми е баш, ова беше мој евент сега во Скопје.
Имавме мастер-клас за веги, каде што имаше огромен број на пријавени и поминавме одлично и тие беа сите баш задоволни. Каде што споделивме искуства, а исто така и трансформации. Одлично. Браво, одлично, супер. Тоа беше последната фотографија. Ти благодарам многу, Аделина. Валентин, благодарам и тебе. Не знам дали кажав, ама и да ти кажам. Удиме со фотографиите на Вера. Вера Мештеровик? Не, другата Вера. Не ги збунувај гледачи. Ако ден? Супер, да. Значи, Валентин, моите слика од пресконференции набрзо доаѓаат. Ова слика сега во Охрид беше на последната фотосесија. Фала многу. Ова тресеница? Не е фотошопиран лебедот, таму е. Не, пардон, ова е во Струга. Се извинувам, бевме на повеќе локации. Да, поентата беше Македонија да вришти од сликата, така. И да сакам. Ова е на семестарот во Ирска. Тука не беше очекувано дека ќе ги има светлата аурора, така само излеговме позади студентски и реков, светла. И многу ми беше значаен момент. Не знам зошто такво нешто нема видено во животот досега. Да, па Исланд е познат по тоа и за тоа е модат. Да, тоа се колегите од факултет. Да доживеат тие моменти. Ова сум јас на завршен концерт од Нижо музичко клавир завршив, да. И да, тука се почетоците. Речи си, ти висат ноџињата. За малце, да, тука и многу сум мало, од 6 почнав да одам, 6 години на Нижо музичко. Да, тогаш човек почнува, ова е Златно славече во Златно славече. Таа песна ќе не Златно славече, што зборам распеано симиче. Распеано симиче. Тоа не знам. Ова е Паланички фестивале. А тука сум пак некој си 7-8 години можеби. Тука знаев дека сакам да ја представам Македонија на Евровизија. Мислам дека тука беше првичната помисла. Да, манекенка ми се викаше песната. Така нешто ми направи нешто. Таа песна требаше да ја пуштиме после. Ова сум јас на мојот последен настап во Кркалево Трло, во село Раштак во Скопје. И многу ми е представителна сликата. Ова сум јас лево и ова сум јас десно. Лево сум јас мала, бидејќи секој пат се огледував на пејачки и на настапувачи. И многу ми беше мило што можам да служам како инспирација или барем некој што воодушевува мали дечиња додека свирам и пеам. Баш убаво. Ова сум јас од истиот настап. Погледот беше совршен, реков мора да се направи слика, другарка ми Наталија. Инстаграм не сме да трпи. Да. Искрено? Да, се уште треба да ја постирам. Нема време. Не е постирана? Да, морам. Добро. После оди во етерот. Добро. Да, супер помина настапот. Има уште нешто. Да. Ова е во Германија, ствари во студио на еден близок пријател што е продуцент. Тука беше првата ептен студиска верзија на една англиска песна Man I Need од Оливија Дин. Направивме нешто како мало спотче со него заедно. Тука видов како е да се сними стварно се од нула до крај. Доста работа. Во студио многу работа, ама искрено иако бев изнемоштена после тоа би го правила секој ден 24/7, мислам без финалниот продукт е нели? Нешто што повторно те враќа во истото. Точно ми дава повеќе мотивација. Ова сме јас и Филип Македонија од Уникат бенд е така. Или один Уникат, чека да го видиме, не го познавам, но добро. И позади е Ѓорги од Вилска конјаница. Тука веќе не се познаваме воопшто, јас после си одам, мислам и тој ме придружува на песна. Па вие фотографија имате. И вие не знаете. Воопшто не знаев кој е човекот, ама супер на крај искрено. Браво, баш интересно. Што ги запознав, супер си поминавме тогаш, ова е во Германија. Од нашите активности. Така се чудни се патиштата, господови, така? Искрено да. Ова сум јас, здраво колку во гете ви е животов. Ова беше на 8 мартовскиот марш. Ова е многу голем дел од мене. Јас сум феминист, активист за правата на жените. Тука нели имаше актуелни случувања. И една од моите желби беше да ги фатам сите можни настани активности додека сум во Македонија, кои што ме рефлектираат мене, но и кои што се нели работи за кои што се залагам и ме ставија на Инфомакс, на Слободен печат. Мислам дека многу добро објаснува што се случува. Не е се во букетите и во еден ден од годината. Се трка да стигнам во Скопје и стигнав. И да, тоа ми беше едно од замислите што ќе правам кога ќе сум во Македонија. Ова сме јас и другарка ми Наталија во Германија на изложба за Барби. Јас имам за фраканција дека мислам едно време бев и плава и цело време носев розево и баш беше интересно да бидеме на изложба за од почетокот на Барби куклите до позади до крај. Звучи вака многу детски, ама многу ми беше забавно таму и не сликаше чуварот. Не го убивај детето во тебе никогаш. Мислам никој од вас. Мислам дека е многу важно тоа. И пењето ми е од дете, и тоа ми е желбата што ме следи и се е важно кога си дете, мислам дека тоа е одлучувачкиот момент. Што ти тогаш важно ќе ти остане и до крајот на животот.
Ова сме јас и мојот партнер, дечко. Што ти е поддршка, тука е зад камерите, снима се. Кажи му да не снима, ќе има на YouTube емисијата. Треба на англиски да му кажеш, затоа ти реков. Треба да му преведам. Ај после Ќе може на германски да почнеме и на утакмица сме Македонија Луксембург, мислам дека беше лани, првпат беше во Македонија, јас носам чанта, тој носи, мислам чанта со Македонија, тој носи дрес, ми е многу важно. Фала Богу. Да, мислам елементите. Таму си ти. Многу ми е важно сите што ќе ме посетат од Германија или од надвор од било која држава, така да ги внесам во македонштината или да ми ја представам Македонија онака како што е или како што треба да биде. Така да гледам да ги стигнам тие. Не гледам дека Германија знаеш доста не сака. Имаше оној германецот нели еден кој што Фин Батчов, како не, наш пријател е тој, да. Голем амбасадор. Ова сум јас, јас сум се Колнан Парбана, на универзитетот во Голвеј, во Ирска, каде што го завршив семестарот. Ова беа... Да си друга личност. Друга вера трансформација. Да, многу голема трансформација. Да ги правя како промотивни слики за мојот факултет, како што би направила репортажа што се случуваше таму. Ептен Хари Потерски изгледа целата институција. Бога ми да. Целата Тоа е тоа од мене, да. Одлично, Вера, ти благодарам многу, тоа беше последната фотографија. Имаме уште некои 2 минути на самиот крај, таман да ни кажете. Уште една. И пол. Ја дека да кажам, отиде времето. Отиде време. Сакав да ве прашам дали ќе имате време за одмор ова лето, Аделина? Да. Дефинитивно да, мора да имаме. Допрва, ти треба малку боичка. Да, ни треба и мислам дека тој одмор ќе биде септември. Нема да биде баш во лето. Да, септември е најубаво и јас спедам тогаш, мислам барем така се тешам дека е најубаво, ама така мора да се тешиме со нешто дека иначе нема да имаме воопшто одмор, така да подобро да имаме во септември него. Така сега воопшто да немаме. Така е. Валентин? Па да, здравје на крај на август. Очекувам да, доколку биде секако што треба да... За денот на независноста си тука, верувам. Да одмориме, да. Би било многу чудно да не си. Добро, супер, па тоа и вако малку да се искористи точно пред и после. Пред да наполниме малку батерии и после Да, доста активности ќе има, затоа и споменав. Вера? Јас сум на меден месец во Македонија од февруари кога стигнав тука, така да не сам едва чекам и последниот месец да го искористам и после ќе си одам секоја можност сум во Охрид, мислам палам колата, одам во Охрид или седам во Битола или сум во Скопје, така да одморот за мене е бивање дома. Одлично. Благодариме многу за денешното гостување. Се надам дека ви беше пријатно, дека бевме добри домакинки со Вера Мештировик. И дека повторно ќе ни дојдете во студиото да ни раскажете што се работите. Политиката секогаш е добре дојдена во нашата емисија, така што Валентин со тебе па сигурно се гледаме, но и другите сте добре дојдени и поканети секогаш кај нас. Така да ви посакаме успех и секако убаво лето и да се гледаме за убави работи. Благодарам многу. Одиме се една кратка музичка пауза, а потоа продолжуваме.